Председателскиот кандидат на ВМРО ДПМН Ѓорѓи Иванов ја стартуваше кампањата во придружба на својата сопруга, возен во партиски автомобил и чуван од телохранителите на ВМРО ДПМН, ги посети поглаварите на МПЦ господин Стефан и на Исламската верска заедница Сулејман Реджепи. Вели, средбите биле протоколарни. Списокот за посети бил подолг. На него биле значајни актери и фактори во државата, бидејќи кога ќе почнела кампањата, вели тој, ќе немало време за средби со институции и поединци. Да бидам кој ќе ги обединува и другите, не само партиските интереси. А секој ќе ви ветуваат ли граѓаните како не партиски кандидат, како што сакате да се представите, а ги уживате сите привилегии на партијата? Видете, процедурата е таква, за да добиете кандидатура, треба да го поминете редот низ партијата. И ја тој го поминав и со чинот на конвенцијата, како кандидат на ВМРО ДПМН, влегувам во председателската трка. Меѓутоа, јас не сум член на партијата и се обидувам тоа да го покажам. А тоа што е протокол и тоа што е процедура и тоа што е вообичаено, не само кај нас, тоа е во сите земји, го почитувам. Иванов, непартиски определените гласачи ќе ги освојува со неговата личност и досегашните постигнувања. Тоа што сум јас. Мојата личност, мојот пат до ова што сум стигнал и мојот контакт што сум го имал од секој со луѓето и оние вредности на кои ме воспитали и кои се обидувам да ги пренесам и на студентите и на моите блиски. Главниот мотив за универзитетскиот професор Иванов да се кандидира за председател на државата бил европеизација на земјата. Во неговата биографија стои дека бил дел од младинското социјалистичко раководство од 1986 до 1990, дел од така наречената македонска демократска пролет преку млад борец и студентски збор и поранешен член на Националниот совет за безбедност.